Она кој што следува во продолжение, почитувани гледачи, еден прилог кој што сакаме да го споделиме со доктор Александар Мицковски, кој што е специјалист по урологија. Колешката Бисера Ловачева го има прилогот. Зборуваме за тоа кои се најчестите причини за инфекција со Ешерихија коли, најчести симптоми на инфекција со Ешерихија коли и секако превенција. Да слушнеме. Ова утро со мојот денешен соговорник, доктор Александар Мицковски, зборуваме за бактеријата Ешерихија коли. Зошто се појавува, каде се појавува, кои се симптомите, може ли да се излекува? Добро утро. Добро утро на сите и голем поздрав. Јас сум Александар Мицковски од клиничката болница Аџибадем Систина. Ешерихија коли инаку е бактерија која што нормално имаме во нашиот дигестивен тракт, во цревниот, и тука се смета за нормален жител. Меѓутоа, ако го напушти дигестивниот тракт и заради близината на гениталните отвори се пресели и уринарните отвори во уринарниот тракт, може да предизвика инфекции. Инаку инфекциите на уринарниот тракт се најчести инфекции воопшто бактериска најчеста инфекција се инфекциите на уринарен тракт. И тука се предреспираторниот, значи на дишниот тракт, пред цревните инфекции, на прво место да знаете се инфекциите на уринарниот тракт. Од нив околу 70% се предизвикани од Ешерихија коли, што во некоја статистика би дошло од прилика 150 милиони луѓе на нашата планета годишно ќе заболат од инфекција на уринарниот тракт. Значи зборуваме за честа патологија која што во некој случај е проблематична. Предоминира, ако зборуваме разлика меѓу мажите и жените, доминира 30 пати е почеста кај женскиот пол. Зошто? Затоа што отворот на уринарниот тракт кај жените е близу до отворот на дигестивниот крај и самиот мочен канал е многу краток, многу пократок него кај мажите, и тоа и дава можност на оваа бактерија полесно да продре, да колонизира и да предизвика во некој случај инфекција на уринарниот тракт. Сега, ако остане само таму доле, во мочниот меур, то се обични цистити, кои што голем процент од жените редовно ги имаат барем еднаш годишно. Меѓутоа, во случај кога има намален имунитет или висока агресивност на некој сој од бактериите, особено тоа го викаме сега ние стручно СБЛ позитивна Ешерихија коли, таа може да заради агресивитетот да предизвика клинички значајни инфекции, качувајќи се нагоре према мочните канали и бубрезите. Тогаш веќе од една обична инфекција која што се третира амбулантно може да продре во бубрезите и да предизвика инфекција која што во некој случај бара и хоспитализација заради тежината на симптомите, трески, температури, повраќање, изнемоштеност, која не ни можат да пијат антибиотик, па треба да го добиваат венски. Сега уште поспецифично за оваа бактерија, иначе има и други што прават инфекции на уринарниот тракт, како протеус, клепсиела, псеудомонас, што овие бактерии се предиспонирани да се јавуваат кај пациенти кои што имаат и некој друг уролошки проблем, например предсекамења. Тогаш веќе ситуацијата, тие ги викаме комплицирани уринарни инфекции, затоа што имаат и уролошки проблеми и инфекции. И се треба да го решиме и уролошкиот проблем во една состојба на инфекција, меѓутоа има тоа како се прави и секојдневно го правиме. Така, кои се првите симптоми кои укажуваат на оваа инфекција? Најчесто се манифестираат со симптоми на печење, болки при мокрење, често мокрење, чувство на измокреност, мократ често, меѓутоа во капки, по неколку капки. Најчесто урината е заматена со непријатен мирис, може да има и присуство на крв во урината. Тоа се симптомите од долен уринарен тракт. Ако продре во горниот уринарен тракт, рековме, тие се веќе и системски симптоми на малаксаност, на изнемоштеност, на трески, на температури, на гадење, повраќање, неможност за хранење и така натаму. Може ли да се појави кај помалите, односно кај децата, или само кај возрастните? Се јавува и кај децата. Некогаш е
поврзана и со вродени аномалии, тогаш веќе е сериозен проблем. Ако кај детето има, например, една состојба што се вика рефлукс, односно во актот на мокрење, целата урина не оди само нанапред, туку дел од неа, а е честа аномалија кај дечињата, се враќа нагоре према бубрезите. Тоа значи дека било која бактериска инфекција од бешиката директно ќе врати урината и нагоре према бубрезите. И тие во такви случаи, ако е индицирано хирушко лекување, се запира тој рефлукс, меѓутоа истовремено тие деца некогаш и со години треба да примаат профилакса, ние го викаме превентива, на ниски дози на антибиотик, што е дозволен за таква намена, долгорочно за да ги штитиме бубрезите. Инаку се јавува и во детска возраст, се јавува и кај постари луѓе, па ако сега рековме доминира кај женската популација, ако разгледуваме па популација што е постара од 70 години, веќе тука почнуваат да доминираат мажите заради проблемите со простатата. Сакам да ве прашам околу лекувањето на Ешерихија коли, дали ако еднаш човек ја добие оваа инфекција, може да се излечи или останува во организмот? Таа се излекува, меѓутоа можни се или недолекување ако брзо се повтори. Значи, тоа е една ситуација, а чести се и реинфекциите, пошто рековме, таа ја имаме во гениталната регија, затоа што излегува надвор со фецесот. Ја имаме, може некојаш да се провоцира незиното колонизирање со пат на имунитет. Може да се провоцира инфекција со сексуални односи. Не спаѓа во сексуално преносливи бактерии, меѓутоа заради контактот во оваа генитална регија може да биде предиспониран внес. Многу често им советуваат лекарите кои што жените им се редовно пациенти, зборам лекарите, ние уролозите, кои што ја здобиваат после сексуални односи да мократ пред и веднаш после односи, затоа што и механичкото, мислам, елиминирање на бактеријата преку зголемен внез на течност и буквално перење на уринарниот тракт, исто така помага да се намали незината концентрација и да не предизвика клинички значајна инфекција. Благодарам доктор за одвоеното време. Верувам дека малку повеќе ми ја појасна на гледачите околу оваа бактерија, па доколку имаат проблеми, секако да се обратат на уролог. Благодарам на поканата.